од ревносен пратеник и гласен критичар на тогашната власт, предводена од тогашниот премиер Никола Груевски. Па потоа одреден период исчезна од политичката сцена. Во новиот владин состав, предводен од Димитар Ковачевски, да биде назначена за заменик на председателот на владата, задолжен за добро владење. Добре дојде за Славица Грковска. На почеток, она што прво ми паѓа во очи е, имавте примо предавање со Љупчо Николовски и дојде до преименување на функцијата од вице-премиер за борба против корупцијата, сега сте задолжена за политики за добро владење. Што значи тоа? Како го подразбирате тоа добро владење? Станува збор за нова позиција. Станува збор за позиција која што ќе биде одговорна за креирање на политики за добро владење. Нешто на што му се придава прилично голема важност од страна на меѓународната заедница, заради тоа што станува збор за обврски кои што тангираат еден широк диапазон на области, која што бара практички партнерски однос во мапирање на проблемите во системот и преку партнерски однос изнаоѓање на најдобар начин на кој што тие би можело да се надминат и со тоа обезбедување од легислативен аспект средство со кое што независните институции би можеле да го користат за нивното поефикасно функционирање. Оно што ќе биде една од активностите на овој кабинет ќе биде креирање на антикорупцијски политики и во тој дел има континуитет со претходната улога на мојот колега Љупчо Николовски и токму заради тоа и беше примо предавањето. Меѓутоа, ќе повторам пак, тоа се однесува само во креирањето на антикорупцијските политики. Како ќе се справите со она што можеби е рак рана во македонското општество, клиентелизмот, непотизмот, кој можеби се главната алатка за придобивање на вработувања, ургенции? Една од фокусите на оваа влада е наоѓање на начин и креирање на систем за објективно унапредување во јавната администрација, значи реформа на јавната администрација во смисла на формирање на ефикасна, транспарентна и професионална јавна администрација со јасно утврдени критериуми за вработување и за унапредување и практички минимизирање на оној дел што кај сите граѓани во Македонија најмногу пречи, а тоа е минимизирање на можноста на тоа што го тврдите на клиентелизам и непотизам во целиот процес. Сосема е очигледно дека постојано се соочуваме со забелешка во делот кога ја споменувате администрацијата за неефикасна, партизирана, гломазна администрација. Како овој дел ќе расчистите со овој проблем? За среќа вчера го разгледувавме најновиот извештај на Сигма, кој што е врзан за реформите во јавна администрација, каде што е утврден прогрес во повеќе фактори, но за жал во делот на легислативата, каде што би требало да се донесат законските решенија кои што ќе обезбедат системската рамка за професионално вработување и унапредување во јавната администрација, се уште нема прогрес. Сметам дека е добро овие прашања да бидат разгледувани со поширок консензус, опозицијата исто така да биде инволвирана во процесот на наоѓање на законските решенија, заради тоа што лично сметам дека, останатите се разбира, дека тоа треба да биде долгорочно системско решение, кое што ќе овозможи нормално функционирање и професионално функционирање на системот без разлика која власт и која влада ќе биде во моментот во Северна Македонија. Господја Грковска, постои ли спрега меѓу судската, извршната и законодавна власт? Во која смисла? Во смисла на тоа дека постојано во извештаите на меѓународните организации се нотира дека има
дека судството ни е партизирано, администрацијата, како што ја спомнавме, е неефикасна. Постојано се вели дека се прават реформи, меѓутоа дека тие на некој начин се повеќе козметички. Јас сум приврзаник на тоа дека треба секогаш да ја таргетираме личната одговорност. Не сум приврзаник на колективна одговорност. Сметам дека колективна одговорност не може да има, заради тоа што секој од нас реално одговорен конкретно за работата што му е во доменот на круг. Како да зголемиме свесноста за личната одговорност во тоа што го работиме е прашање кое што треба цела општествена јавност, вклучително и правично политичарите со својот пример да го покажат. И сметам дека тоа не може да се случи преку ноќ, дека е прогрес, меѓутоа тоа што се случува во последниот период ми дава за право да мислам дека работите почнуваат да се движат во позитивна насока, имајќи предвид дека се отвараат случаи за актуелни функционери, што не било случај претходно. Во последниот извештај на Стет департментот се нотира во делот за инвестицијската клима за 2021 се апострофира селективно таргетирање на носители на власта и криминалци во пониските рангови. Корупцијата влијае врз бизнис климата, незаконитоста и селективниот пристап како проблем кој го еродираат општеството. Се надевам дека сите кои што се одговорни за подобрување на функционирање на системот ќе се согласат дека се овие сериозни укажувања на кои што сите институции кои што се инволвирани за подобрување на функционирање на системот ќе ги земат за сериозно и ќе пробат да најдат решение тоа да се надмине. Повторно ќе кажам, самиот факт дека веќе се водат процеси за високи функционери од актуелната власт, што не било случај претходно, последниот пат мислам дека се случи исто во времето на СДСМ, во времето на Бранко Црвенковски, меѓутоа никогаш во меѓу период, дава добар сигнал дека ова укажување е земено сериозно и дека и понатака таквиот процес ќе продолжи со цел да се покаже дека ниту еден не треба да има имунитет пред законот, дека пред законот сме сите исти и особено политичарите и функционерите треба да бидат под посебна лупа, заради тоа што треба да бидат пример за останатите како треба доследно да се почитуваат законите во нашата држава. Корупцијата е детектирана и кај оние кои што треба да работат во сузбивање или намалување на дали всушност со неспречување на корупцијата, тие се всушност и соучесници? Па во принцип, ако вака ги поставите работите, прашање е колку се запознаени со тоа и дали знаеле дека постои и ако знаеле, зошто не го спречиле? Ако знаеле, а не го спречиле, тогаш да, стануваат соучесници. Сакам да ги охрабрам сите кои што сметаат дека или кои што знаат за коруптивни действувања да ги пријават во соодветните институции за тоа. Затоа што соодветните институции при такви наоди очекувам професионално да се завршат работата и да не водат сметка дали станува збор за некое звучно име и презиме или пак за некој друг. Јасно е и сосема се согласувам со револтот во јавноста, кога ќе слушна дека има поинаков третман спрема некој што е позната јавна личност и тоа не секогаш политичар, туку и од бизнес секторот, кога има поинаков третман во да речеме во обвинителските во судските случаи визави некој во наводници обичен граѓанин што за многу полесно дело има поинаков пристап. Силно ги поддржувам напорите на сите честни, одговорни и професионални луѓе да се завршат професионално работата и да најдеме систем и механизам како тој оној мал дел што практички ја дава генералната слика за корумпираноста на нашето општество да го минимизираат. Може ли да се има доверба во систем во кој имаме на некој начин
потајна соработка помеѓу осомничени, функционери, адвокати, суди? Мислам дека тие поединечни случаи ја креираат големата слика, крупната слика и генералната слика. Мислам дека сите независни институции кои што се формирани да санкционираат такво однесување треба да се охрабрат и да си ја завршат професионално својата работа. Ако има некој проблем во судскиот систем и несогласување со одредени судски одлуки, се знае кој е телото кој што треба да реагира и да санкционира судија доколку во наодите утврди такво нешто. Мислам дека треба да најдеме храброст да ја посочиме конкретната одговорност и да ги бараме одговорите на вистинските места. Заради тоа што лично сметам, а и перцепцијата на граѓаните е таква, дека одредени институции постојат, меѓутоа многу често сакаат обврската и одговорноста да префрлат кај некој друг. Затоа велам дека секој треба да биде одговорен за она што е избран и професионално и честно да го работи тоа она за што е избран. И кога би имале систем и кога би продуцирале систем во кој што секој професионално и честно би си ја работел својата работа за која што е избран, мислам дека ваквите примери ќе бидат сведени на минимум. Рековте дека нема селективен пристап. Сите се еднакви пред правото и законот, но ние сведоци сме дека имаме осомничени кои се пуштаат на слобода кога ќе дадат одредена гаранција, сума на средства и така натаму. Дали всушност слободата може да се купи со пари? И јас реков дека треба да има систем кој што ќе функционира професионално и на кој што нема да му влие дали е некој богат или сиромашен, дали е јавна личност, политичар или бизнисмен, и дека пред законот сите треба да бидеме еднакви. Сметам дека сегашниот систем и сегашните политики, особено во делот на судството, кои што се искреирани до сега, даваат добра основа за тоа. Прашањето е како ќе се применуваат од страна на властите, на судските власти, на обвинителството, и повторно доаѓаме до личната одговорност и чувството за правичност и професионално одлучување во таквите случаи. Реакциите се огромни на граѓаните, јас тоа го разбирам, реакциите и од моја страна се огромни, меѓутоа пак ќе кажам за тоа ќе треба време. Вашата реакција е огромна. Да резигнира фактот што осомничен ќе понуди кауција од 10 милиони евра за да се брани од слобода. Видете, а некој што украл 5 кебапчиња ќе седи за решетки. И тоа револтира. И тоа е реално тоа што револтира, и мислам дека секое решение кое што ќе оди во насока на подобрување на начинот на кој што може да се санкционираат таквите прашања е добре дојден. Меѓутоа да имаме предвид дека кауцијата не е непозната алатка, да кажем, и во другите држави, меѓутоа начинот на кој што се применува и како тоа функционира е друго прашање. Смета дека се злоупотребува на некој начин? Не можам да кажам, не можам да тврдам, меѓутоа разбирам дека таквото однесување иритира македонската јавност. Ќе го завршам разговорот со една констатација на подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, кој неодамна беше во тренинг, кој рече не е проблемот исклучиво во спорот со Бугарија. Бугарското прашање се користи како алиби. Проблемот е владењето на правото и битката против корупцијата. Токму поради во овие две области Македонија ќе падне. И затоа и нема се уште зелено светло за старт на преговори со Европската унија. Владењето на правото и борбата против корупцијата точно се едни од прашањата, како и многу други, кои што треба да покажат прогрес и покажуваат во моментов прогрес на патот на реформите за предпристапните преговори. Интересно е што
партијата која што практички беше синоним за таквото однесување сега представува најголем гласноговорник за овие прашања, што не е лошо, ама пак ќе кажам, до сега не се случило во друга политичка гарнитура да бидат обвинети и процесуирани судски случаи за актуелни функционери. Јас те бев пресреќна доколку тоа се случеше во претходниот период на 11 годишното владење на ВМРО-ДПМН, и кога ВМРО-ДПМН и тогаш ќе признаеше дека има корупција во високите функционери од нивната власт, за сметка на тоа имаше етикетирање во сите други области, на професори, на лекари, вие бевте свесни дека тоа кампањски се случуваше за етикетирање генерално на сите професии за да се дефокусира реално главната корупција која што беше во врвот на власта. Очекувам ваквиот однос, процесуирање на секој кој што направил злоупотреба на функцијата, дел од коруптивен скандал, има сериозни сознанија за кривично дело од власта, дека ќе продолжат и понатака да бидат санкционирани во еден правичен систем кој што би требало подеднакво да функционира за сите. Тоа била од секогаш мојата опрелоба и секогаш ќе биде. И мислам дека единствен начин на кој што нашата земја и сите наши граѓани практички ќе имаат добра перспектива за живење е создавање на систем кој што ќе биде правичен и еднаков подеднакво за сите. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам. Поштовани гледачи, тоа беше интервјуто со Славица Грковска, заменик председател на владата задолжена за добро владење.